Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, истрагата за случајот Рекет е компрометирана и девалвирана. Распитот на инволвираните во целиот случај Рекет доцни повеќе од 4 месеци. Вилма Русковска ја компрометираше целата истрага со разлекувањето на целиот случај. Па така, разлекувајќи истрагата, Русковска ги штити вистинските нарачатели на милионскиот рекет. Сите знаат дека Боки 13 не рекетирал сам. Водејќи истрагата надвор од принципите на правото, наместо да ги спречи нарачателите да влијаат врз сведоците, истите за кои има индиции дека се нарачатели и посредници, цели 4 месеци имаа простор да прават што сакаат со доказите и сведоците и да влијаат буквално врз кого сакаат. Кирацовски и самиот призна дека бил посредник на средбите на Бојан 13 со градоначалници, со бизнисмени, со сите оние кои што биле предмет на рекетирање. 4 месеци на обвинителството им требаше за да смислат лага дека Кирацовски само еднаш се сликал со Боки 13 како главно оградување од неговото учество во рекетирањето, а всушност целата јавност виде на слика дека Кирацовски имал повеќе часовни лични дружби со Боки 13 каде што свират и пеат во дует во скопски кафеани. Сепак, тоа личи на луѓе кои не се гледаат првпат и кои имаат што да прослават заеднички. Главното прашање е следново. Зашто и кај кого се му посредувал Кирацовски на Боки 13? Ако знаеме дека посредувал кај бизнисмен и градоначалник од редовите на СДСМ, што му посредувал и што се им кажал за да ја договори целата средба? Колку пари има изрекетирано Бојан 13 од посредништвото кое што му го обезбедил Кирацовски? Дали дел од стекнатата корис на Боки 13 завршила и кај Кирацовски? Кога обвинителството ќе даде одговор на сите овие прашања? Дали Кирацовски беше сменет од функцијата втор човек на СДСМ заедно со Фросина Ременски заради инволвираноста нивна во случајот Рекет? Одговор на овие прашања мора да има, иако јавноста веќе е свесна и ги знае одговорите. Покрај одговори мора да има и делување и акција од страна на обвинителството. Пред нос ни се случува најголемата рекетарска афера во Република Македонија, а обвинителството на Љубомир Јовевски и Вилма Русковска ја разлекуваат целата истрага и се обидуваат да ја забошатат. Одговорност за сите криминалци мора да има и тоа мора да има многу брзо. Потребни се предвремени парламентарни избори, а веднаш потоа откако СДСМ ќе падне од власт, ќе почне обнова на Македонија. Благодарам.